Тие има датуми, одредници, кои ги подсетуваат дека треба да помислат на Господ. Зборуваат за Господ. Денес е, например, преображение, велат. Видете, денес е навистина денот, кога ти можеш вистински да го повикаш Исус да дојде во твоето срце, да му предадеш се и да дојде Духот на Неговиот Син, Таткото Небесен и Духот Исусов, да го оддели телесниот, стариот твој човек од духовниот и да исчекориш во духовен човек, да му дозволиш на Духот да те преплави. Денес е тој ден. Инаку не е тоа ден ваков или таков. Луѓето си одредиле денови за да се држат, да се подсетуваат, да им текне да се сетат на Господ. Ние зборуваме Татко и Исус и ден на вистина не треба да се слави ден одредница, треба да се прослави Исус. Каде? Во тебе внатре, во твоето срце. Да му предадеш се, сите да видат дека ти си се преобразил од стариот телесен во нов духовен Исусов човек, дека не постапуваш веќе по своја волја, ја исполнуваш Неговата волја, царството е Негово, силата и славата, не славиш денови, тој се прославува во тебе, во твоето срце, и тогаш е тој ден, и тогаш секој ден ќе биде ден за Господ Исус Христос, ти ќе живееш во Исус, не живеам јас, Христос живее за мене, и нема да славиш денови, одредници, фактор време, например, димензија која ја нема горе, горе е се. Една димензија, вечната љубов, се друго е подложно на промена, така да кога ќе речат денес е тој ден, не е тој ден. Денес е ден да му предадеш се на Исус. За мене времето се уште не е дојдено, вели Исус, а за вас времето секогаш е годно. Бидејќи не знаеш дали утре ќе имаш ден, да се покаеш, да простиш на сите, да ја прифатиш Неговата волја, да не осудуваш, да му предадеш се, да му ги дадеш клучевите од твоето срце. И тогаш ти секој ден ќе биде за тебе ден за Исус, нема да ти бидат потребни на пониско ниво некакви денови подсетници дека има некаде некаков Господ. Ние зборуваме за Татко Небесен и деца на земјата и Негови ученици, Духот да не учи води, и тогаш ќе го славиш само Господ Исус Христос. Нема да славиш тамо некакви денови или се денови, што би рекол Кочо Расин. Мир вам до Царството Божјо. Амин.